civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Господине Хајредини, национализмот е во пораст и се гледа дека одредени политички структури во земјата, меѓутоа и надвор од неа, се насочени кон тоа да ја дестабилизираат Република Северна Македонија преку јакнење на национализмот. Национализмот го гледаме како алатка во политичката борба и се почесто го гледаме и во медиумскиот контекст, и во јавната комуникација преку социјалните мрежи, но и преку јавните настапи на политичари, на академски граѓани, на членови на академијата, експерти, интелектуалци и така натаму. Кога ми најави дека на ова тема сакаш моје изнесување пред камера, мене, бидејќи памтам повеќе, ми текна да ја цитирам една мисла на Шарл де Гол. Меѓу другото, познато е кој е Шарл де Гол. Он бил и познат истакнат историчар, освен другите негови особини. Он одамна еднаш го кажа ова. Де Гол бил убеден дека единствена движечка сила на меѓународната сцена нацијата, а не идеологијата. И он дава ред примери и од историјата на 19. век на односите меѓу големите сили во Европа и Русија и во 20. век. Он кажува и докажува дека идеологијата апсолутно не било прашање, туку нацијата, дека со фашизмот бил маскиран германскиот национализам, со комунизмот словенскиот. Да не ширам многу, он ги дава примерите и од поранешна историја. Јас би додал и постоењето на Југославија и пред Втора светска војна и во комунизм, освен како доминантни словенски нации внатре во неа, па во рамките на таа Југославија била маска на српскиот национализам и во текот на комунизмот, а не идеологијата, не работничката класа, не тоа. На Сталин, кога му било тесно, 40-тите по почетокот на војната, он ги викнал на помош поповите, за да го покрене кај русите чувството на национализам и со помош на црквата во борба против фашизмот. Значи, мислам дека овој факт не може никој да го побие, значи дека идеологија. И сега се враќаме, имајќи го ова што го кажав предвид, дали кај нас и пред доаѓањето на плурализмот и така натаму, и после. И овде. Дури можам да кажам и за состојбите во Македонија. И пред 90-та, и после 90-та, овие 30 изминати години. Значи, сите проблеми, се викаме дека тоа било идеологија, братство, единство, рамноправност на јазикот, на и така натаму, само работничката класа и така натаму, тие биле само маскирање на
национализмите кај од народите. Затоа сакам ова да заокружам ова идеја, за да имаме предвид и при оценувањето и на актуелните настани, а нарочито овие 30 години односите меѓу албанците, состојбата на меѓуетничките односи во Македонија. Во денешен контекст, национализмот има тенденција да ги подели, да се страв, поделби меѓу различните заедници во земјата. Имаме две големи заедници кои се по многу прашања спротивставени, и тоа токму националистичките групации во рамките на тие заедници се најгласни во тоа антагонизирање. Дали на вистина, еве, и во контекст на тоа што го слушнавме до сега, меѓутоа и во контекст на актуелните процеси, дали етничките македонци имаат право да се плашат, односно, дали имаат право да кажат дека се загрозени од албанскиот национализм? Тоа дали македонците се плашат или не се плашат, тоа е нивни проблем, ме разбираш. Ако не знаат како да ги решат проблемите, ќе се плашат. Ама од тоа секогаш од тоа што се плашеш, и тоа ти се случува после. Тие треба да бидат на ниво да ги националните интереси со стандарди, со демократи, со тоа што денеска светот ги бара да ги решат тие проблеми. Само, откако зборев тоа што го кажа, денеска национализмот овде кај нас, нажалост, после сето тоа, сега стана маска на корупцијата. И кај едниот, и кај другиот. Бидејќи решени се крупните стратешки и така натаму, сега национализмот, зад национализмот, сега прибежиште наоѓаат корумпираните политички елити, нарочно кога збориме за албанците. И елитите во Албанија, и на Косово, и овде во Македонија. За да се одржи на власт 20-30 години со исклучиви мотиви да го присвојат народниот имот, да се збогатат, нешколовани, стручно неспособни и така натаму, ама апсолутно не е идеолошко, но е чисто корупцијски мотивирани однесувања. Значи за национализмот всушност стои корупција? Корупција и ништо друго. Се маскира корупцијата како што зборевме идеологиите за нациите во минатото, сега е за тоа само корупцијата и ништо друго. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.